Google го представи Pixel 5a, кој е мала надградба од ланските модели. Како и минатата година, на нешто околу 2 месеци пред представување на главниот нов модел за годината, Google представи нов телефон од пославата А класа на Pixel уредите. Google Pixel 5a ќе биде официјално достапен во продажба од 26 август, а ќе се продава по цена од $449, но за жал овие телефони уште не се достапни во Македонија. Кога ќе се погледнат изгледат и карактеристиките на Pixel 5a, се гледа дека се работи за многу мала надградба од ланските модели, па дури може да се постави прашањето која е мотивацијата за негово купување. Во главно, овој телефон може да им се погоди на корисниците кои се имаат мислено за купување на понов телефон од средната класа. Карактеристиките на Pixel 5a се комбинација од двата лански модели, односно од Pixel 4a и Pixel 5. Односно, како што би се очекувало, новините се во споредба со послабиот Pixel 4a. За разлика од ланскиот А, Pixel 5a доаѓа со поддршка за 5G мрежите, кои, иако досега веќе требаше да се многу повеќе достапни низ целиот свет, сепак во многу земји имплементацијата е во главно на почетокот или воопшто не е почната. Pixel 5a работи на Snapdragon 765G чипот, кој е ист со тој кај Pixel 5, но подобар од 4a. Меморијата кај овој телефон е со 6 GB RAM и 128 GB простор за складирање. Екранот е поголем од двата лански модели и доаѓа со диагонала од 6,34 инчи и Full HD Plus резолуција, а е направен во OLED технологија. На левата страна од екранот е поставена предната камера во мало дупче. Добрата работа е што доаѓа со камерите од ланскиот посилен модел, па Pixel 5a има две задни камери со 12 мегапиксели кај главната и 16 кај камерата со ултра широк агол на сликање. Со оглед на тоа дека се работи за поголем модел од ланските, батеријата кај Pixel 5a е и соодветно поголема, а истата има капацитет од 4680 мАh, што во комбинација на софтверот од Google може да се очекува доста долго нејзино траење. И тоа беше се за денеска, се надам дека и беше интересна темата. Ако е тоа така, лајк на ова видео, оние кои се нови обавезно суб, а ние се гледаме повторно со некое мое ново видео за многу брзо време. До тогаш, поздрав, чаос!